32 културни содржини ќе се испорачаат летово во Штип. Од викендов штипени ќе имаат можност да уживаат во богати културни содржини на најстарата манифестација Штипско културно лето, која ќе трае до крајот на месец јули. 36-тото издание со гала концерт ќе го отворат Виолета Арсовска, Елена Голомеова и Сара Ефремовска. Поделени под жанрови области, годинава штипјани ќе може да проследат разновидни културни, уметнички, музички програми, концертни класични музики, театарски представи, ликовни изложби, промоции на книжевни изданија, изложба на фотографии, модни ревии, староградски песни и останато. Целата програма ќе се реализира со крајно почитување на протоколите за заштита од ковид и најголемиот дел од содржините ќе се реализира на отворено, и тоа на платото во Кртеќе, летната бавча во Домот на млади, платото на Домот на културата Ацо Шопов, но за прв пат дел од содржините ќе се организираат и во населбите во градот, во Ново село, пред Богородичниот храм, во училишниот двор во населба Баби и училишниот двор во населба Сењак. Вкупниот буџет за манифестацијата е 300.000 денари, кои се дел од програмата за финансирање на културата во општина Штип. Инаку годинава организаторите одлучија Штипско културно лето да има исклучиво штипски уметници кои заслужуваат да се афирмираат во родниот град. Внимававме и нормално внимателно пристапивме кон реализација и концепирање на програмата, тргнувајќи од моментот на давање можност на сите уметници да поднесат своја пријава, да дадат свој предлог со програми и содржини кои што нормално ние според наше видување и оценка на ситуацијата, дали може да се реализира, како може да се реализира и нормално според буџетот кој што е градоначалникот го кажа, а е дел од програмата за култура на општина Штип, може да се реализира и затоа имаме такви содржини. Грото гледате дека се уметници од Штип, всушност треба да им дадеме шанса на нашите и млади, меѓутоа и потврдени уметници. За овие 36 години на манифестацијата Штипско културно лето досега продефилирале преку 2000 уметници од различни профили и исто толку содржини.